Благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Скандалозното однесување и работење на Лидија Димова е недозволиво. За само една недела излегува на површина сите фекалии од криминалното работење на кадрите на СДСМ во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Да подсетиме, доделени се над 270.000 евра на фризерница за проекти за медиумска писменост. Се уште не одговори Лидија Димова за сомнежите околу рангирањето на проектите, не ги објави јавно, но и се уште не сносува одговорност за сомнежот дека против законот е добиен проектот од страна на надворешен соработник на агенцијата, вклучително кој е нејзин близок пријател од кафеански седенки. Исто така, купени се 2 луксузни возила од страна на Лидија Димова за нејзино луксузирање во вредност од над 100.000 евра. Доделени се над 83.000 евра, внимавајте, за дресура на магариња, нешто невидено до сега, и тоа овластено лице на носителот на проектот е брат на пратеник од редовите на СДСМ, пратеникот Диме Велковски. Најновиот, за кој што денеска сакаме да поставиме неколку прашања, помалку чуден проект, за кој се доделени пари исто така на братот на пратеникот од СДСМ Диме Велковски. Втор проект покрај магарињата е проектот Избери сирење. Проект за кој се доделени 125.000 евра од Еразмус Плюс програмата. Значи, доделени 125.000 евра пари, европски пари, за проект Избери сирење, каде што треба да се едуцираат деца во однос на сирење. Пари кои што отишли исто кај братот на Диме Велковски. Неспорно е веќе дали се валидни или не се валидни апликациите околу магарињата и сирењето. Денес поставуваме дилема и прашање. Како е можно овие два проекта во вредност од над 200.000 евра, европски пари, Лидија Димова да ги додели токму кај братот на пратеникот од СДСМ Диме Велковски, токму пред парламентарните избори. Бараме јавно да се објави од страна на Диме Велковски и Лидија Димова на кој начин се трошеле и каде завршиле над 200.000 евра, односно во чии джебови завршиле парите. Бараме да објават јавно дали се влечени пари преку сметки на други лица, да ги вратат кај добитниците на проектите, зашто постои сомнеж во проекти поврзани со фризерницата, кои што беа јавно изнесени на пресконференцијата кај Лидија Димова и беше поставено прашање. Почитувани, затоа Лидија Димова треба да си даде оставка веднаш, да не чека ниту ден повеќе. А кој зошто ја штити до сега, ќе дознаете наредниот период. Овој скандал со Националната агенција е скандал налик на Фондот за иновации, каде што милиони беа доделени на роднини и функционери блиски до СДСМ. Сега и наредниот период ќе дознавате за проектите во Националната агенција. Благодарам.